Почитувани, сега сум загрижен за повторната појава на серија инциденти на терен во кои се вклучени млади луѓе, најчесто деца, а во кои се применува насилство поттикнато од меѓуетничка нетолеранција. За само неколку дена повторно имаме неколку сериозни настани кои со право ја загрижуваат јавноста. Случаите во кои 15-годишно момче беше повредено со нож, а група ученици се пресметувале со оружје, се последните во серијата загрижувачки инциденти. Младите луѓе, деца, се пресметуваат на улици и во автобуси, а се почесто се користи и оружје во пресметките. Власта очигледно покажува капацитет единствено после очувањата да ги открие сторителите, иако има и обврска да обезбеди основна сигурност за сите граѓани на државата, како за македонците, така и за албанците. Неодговорната политика на ВМРО-ДПМН и ДУИ и нивната фингирана караница е клучниот фактор за нарушените односи меѓу заедниците, а со тоа индиректно и за насилството меѓу малолетниците. Политичките игри и внатре коалицијските пресметки, наменети да се подхранува национализмот во сопствените партиски редови и да се продуцира криза за популистички цели, повторно се префрлја меѓу младите и децата, кои поттикнати од националистички подметнувања на партиите на власт, се охрабруваат и се подведуваат да преземат активности и да учествуваат во инциденти. Оваа состојба не е нова и се повторува веќе неколку пати. И во минатото бевме сведоци на серија фингирани кризи помеѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ. Нивното несогласување околу изградбата на црква резултираше тепачките на Калето, а нивните провокации во Струга и Вевчани завршија со серија инциденти и пресметки во автобусите. Денес повторно оваа коалиција си игра со емоциите на граѓаните и повторно како последица се повторуваат спорадични инциденти помеѓу учениците. Затоа повторно инсистираме и повторно предупредуваме. ВМРО-ДПМН и ДУИ да престанат со своите политички игри и манипулации, да ја сменат реториката и своето неодговорно однесување. Наместо да си поставуваат политичко-националистички сопки, да излезат со заеднички конкретни решенија за проблемите што сами ги создадоа. Наместо да продуцираат инциденти со политика на терање инает и тврдоглавост, властите мора да делуваат превентивно за да спречат ескалирање на овие и идни немили настани. Не само политичка, туку и нивна законска обврска е да обезбедат мир и сигурност за учениците, без разлика дали се работи за македонци или албанци. Граѓаните се се повеќе загрижени и со право бараат одговор на клучното прашање. Како тоа можете да се договорите да ги зачувате министерските фотели, соочени со интерпелацијата, а не покажувате капацитет, ниту волја да се договорите за клучните проблеми кои сами ги создавате? Станува очигледно дека кризата која наметнувате е ваша заедничка политичка потреба, ефтин политички трик за освојување гласови на националистичка реторика, а не суштинска разлика меѓу потребите на граѓаните македонци и албанци. Граѓаните и македонци и албанци не го прифаќаат ова ваше политичко тактизирање, овој ваш договор за хаос, туку очекуваат од вас решенија кои ќе ја гарантираат безбедност и сигурноста и кои ќе му возможат просперитет и подобар живот.